Лошо започна, а катастрофално завршија 100 дена на економски план од владата на новиот премиер Димитар Ковачевски. Дојде во најголемиот тек на енергетска криза, кога струјата енормно поскапе, а сметките на граѓаните и фирмите скокнаа нагоре. За две фамилии 60.000. Оваа ситуација, уште тоа ни фалеше. И општините и јавните предпријатија добија неколкукратно повисоки сметки за струја. Побараа владата да им помогне при плаќањето. Уште во првите неколку дена на владата и се случи уште една криза, овој пат со парно грејењето. Државната ЕСМ го презеде управувањето со топлинските компании БЕК и Скопје Север, откако тие алармираат дека немаат пари за набавка на газ, па не може да испорачуваат топлинска енергија во Скопје, односно дека граѓаните и институциите ќе немаат парно. Дополнително ќе вблизнуваме средства во ЕСМ се со цел да се справа со ова криза. Бизнисот постојано алармираше дека е пред колапс, дека фирмите кубурат со пари и дека многумина ќе стават клуч на врата. И додека стопанството бараше помош, владата реши да им ги зголеми трошоците. Се воведе повисока минимална плата од 18.000 денари и плаќање за работа во недела. Некои работници добија отказ, други се жалат дека не ги плаќаат во недела. Кажа, рече, неделата е сега знаеш на работна, јас немам можности да плаќам луѓето. Вишок ми се јавува на луѓе и готово. И таа одлуката договорот и завршува и пријатно со здравје. Инфлацијата фати залет, но дури откако почна војната во Украина, цените галопирачки се вивнаа нагоре. Од ден на ден на граѓаните им беше се потешко да ги следат поскапувањата. Џабе по високите плати кога инфлацијата им го изеде животниот стандард. Редисите пред бензинските пумпи беше секојдневна слика. Горивата поскапеа, дизелот се продаваше и по 97 денари по литар. По 200 литра дневно. 100 литра не ми дава да става. Нямам кој да си одам, иначе не точка. Кон средината на март владата реши да реагира. 0% ДДВ за основните продукти, намалување на маржите на трговците, интервентен фонд за земјоделците, намалување на акцизата и ДДВ за горивата. Ефектите беа минимални. Нафтените деривати колку толку поевтинија. Поради ниските маржи се чинеше дека на трговците не им се брзаше да ги продадат производите. За прв пат по 30 години празните рафтови во маркетите ги исплашија граѓаните. Почнаа да трупаат залихи. Најосновните производи не можеа никаде да се купат. Ескалираше кризата со сончогледовото масло за јадење. Пазите нема никаде како ги ограничуваат. Барем до сега нема на телевизија кажуваат магазините полни. Ни во Стокомак, ни во Кам нема. Тоа е. Нема, овдека ми се чини дека нема никаде зети. Поради поскапувањето на сите производи и се помалата вредност на платите, очекувано почнаа низа штрајкови. Синдикатите побараа повисоки плати, односно примањата на сите работници да се усогласат со порастот на минималецот. Решението е едноставно. Покачување на подот согласно законот за административни службеници. Проблемот е решен за половина час. Немојте да манипулирате во јавноста. Најголем удар на владата издаде Сонг. На 11 април штрајк почнаа наставниците и вработените во градинките. Членовите на Сонг реагираат на несериозниот пристап на надлежните, кои што скоро 2 месеци преговараат со представници на Сонг, а реално не даваат никаков предлог. За пораст на платите во образованието преговорите ќе продолжат. Протестите нема да запрат ниту по денот на трудот. НБМ ја подигна каматата за да ја заузда инфлацијата, но допрва ќе видиме дали тоа е доволно. За да се обезбеди социјален мир, ќе има ново задолжување. Пари кои ќе требаат да се вратат со камати. За Ковачевски и неговиот тим, првите 100 дена се само пеколна увертира во економскиот оган, кој допрва ќе се разгорува.